Венци, свежи цвеќиња, длабок наклон и присет пред заедничката гробница на одважниците кои во Народно-ослободителната војна со својата саможртва, борејќи се против фашистичкиот окупатор, се вградија во темелите на својата татковина Македонија. Во Прилеп, градот првоборец, откаде и започна народното востание во 41-та, пред моштите на хероите на могилата на неповедените, се поклони и вице-премиерот Никола Димитров. Тој, одговарајќи на новинарско прашање кои биле фашистичките агресори во Македонија, кажа дека многу било лошо ако лошото се врзувало за една цела нација. Со кого или против кого тогаш ете се случи нападот и почна народното востание во Македонија? Кои беа окупаторите, кои беа фашистите? Мислам дека ќе сгрешиме ако на нашите соседи, прашањето беше за Бугарија, го ставиме тоа петно како на цела нација. Затоа што така ќе останеме назад, ако оцрниме цел народ, историјата ќе не стане затвор и нема да имаме друг избор, освен да се мразиме и да се конфронтираме. Борбата била против фашизмот, меѓутоа не треба да се лепи таа етикета на еден цел народ или на една цела нација. Овие прашања треба да ги оставиме на Комисијата на историчарите. Прилепчани, па кои се доста осетливи на оваа тема, немаат никакви дилеми за тоа кои биле фашистичките окупатори во Македонија. Нема да му успее, јас така сум убеден. Оте гледа Европа што се случува, знаоти со фашистите тие беа, знаоти беа овде поробувачи. Не беа ослободители кои што се кажува. Апсолутно за тоа во никој случај не треба да му се дозволи. Бугарите како сакаат, сакаат тие колку војни има водено за територија овде. Никош не успели. Нема и сега да успе, меѓутоа проблеми се ствара нервози, неми, сиромашти и така натаму. Немир мисли во душата. Последние време, овие 3 години, значи не знам политиката што мисли, значи држава да се продава, например, нагло. Лошо е. Инаку чествувањата по повод празникот започнаа уште синоќа со импровизираниот напад на градот и на некогашниот бугарски затвор у Частакот, но годинава, заради пандемијата, за прв пат без традиционалниот огномет. Утринава венци и свежи цвеќиња беа положени и на споменикот од првиот претседател на президиумот на АСНОМ Методи Андонов Ченто, како и пред паметникот на Кузман Јосифовски Питу.